Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој, коуч под супервизија по програмата Оли, а денешното видео е продолжение на претходното, односно се уште сме на темата изморени жени, само што во ова видео ќе зборуваме за тоа како доаѓаме до таа состојба на измореност и зошто навреме не забележуваме колку сме изморени. Според авторката на извадокот, кој ми е инспирација за претходното и за ова видео, ние жените, најверојатно, поради улогата на мајка, на некој кој дава и спасува, често знаеме во животот да се заиграме, па да даваме и спасуваме кога ќе стигнеме, односно, како што вели авторката, да ја дадеме и последната кошула од грбот. Тоа најчесто го правиме со убеденост дека сме добри, пожртвувани, помагаме, спасуваме, но за жал многу често никој не побарал тоа од нас, не сме повикани да го правиме тоа, ние си ги даваме таквите улоги и во тој процес губиме многу енергија која што ни е потребна за себе, за она што сакаме да го правиме за луѓето кои ни се драги, или не само што се даваме, туку се раздаваме и се трошиме и физички, и психички, и енергетски, и многу често не можеме да забележиме дека сме претерале, а кога ќе забележиме, потоа ни треба многу време за да се вратиме назад. Токму затоа, за да не доаѓаме до такви состојби, го снимав и претходното и ова видео. Авторката напоменува, а јас апсолутно се согласувам, дека тоа секогаш него ни правиме од желба и потреба да помогнеме некому, се разбира не на свесно ниво, иако сме убедени дека тоа е така. Многу често за сето тоа се крие потребата да бидеме прифатени, пофалени, другите да видат колку сме тоа ние добри и пожртвувани и се разбира, тоа е на несвесно ниво, некоја наша потреба, може би дури уште од детството, за да бидеме прифатени, квалификувани како добри луѓе, па од невнимание, презафатеност со туѓи животи, со решавање туѓи проблеми, со спасување луѓе, се забораваме себе си, се губиме и се трошиме целосно енергетски. Од лично искуство можем да ви кажам, имам снимано за тоа и видео, се вика Сите мои Артури или јас во улога на спасител. Знам да западнам во такви спасувачки мисии, порано многу повеќе, сега се помалку, мислам дека си ги научив лекциите на многу тежок начин, меѓутоа, тоа е животот. И од искуство можам да ви кажам дека најчесто тоа е залудно потрошена енергија, залудно потрошено време, кое што ни е неопходно за нас и за оние кои што ни се блиски и ги сакаме, а ние немаме време, правдајќи се, убедувајќи се дека тоа што го правиме е големо и вредно дело и дека некако ќе најдеме време и сила и за се друго, но тоа најчесто не се случува. Сето тоа е со најдобри намери, од најдобра желба да се помогне некому. Иако влегуваме во такви процеси со голем ентузијазам, се задаваме на себе си премногу голема улога дека ние можеме нешто да промениме, некого да спасиме, некому да му помогнеме, да го извлечеме, да го направиме подобар човек и кој знае што се уште не. Меѓутоа, со текот на времето тој ентузијазам паѓа, што е и нормално. Потоа доаѓаат и разочарувањата, затоа што работите нема да одат онака како што ние сме планирале, затоа што имаме друг човек најчесто, нели, кој што има своји желби, своји планови, своји цели, свој пат, свој начин како ќе се носи со нештата во животот на крајот на криштата и ние од првичните силни амбиции, од верувањето во тоа дека сме неопходни, многу потребни, дека кој знае што правиме, доаѓаме до сознанието дека не сме направиле ништо, дека залудно сме потрошиле време и потоа сме лути, разочарани, исфрустрирани, а на се згора преморени, истоштени, голи, безпомошни и очекуваме тоа некако другите да го видат и да бидат тука за нас, затоа што потоа не можеме сами. Ама не знаеме како да кажеме, не можеме ни себе си да си признаеме како сме се заглавиле во таа приказна, затоа што тоа сето сме го правеле на несвесно ниво. Како што вели актерката, тоа го сваќаме многу доцна, но ете, да се задржиме на тоа многу доцна, затоа што се додека е многу доцна, се уште има надеж, нели, да се поправи, да се вратиме назад,
да вложиме време, енергија, се што треба во себе. Меѓутоа, акцентот го става на тоа дека не сме ги виделе сите црвени светла или како што популарно уште се вика сите црвени знаменца кои ги имале безброј и споменува дека би било баш убаво да можеме како на автомобилите да препознаеме кога ќе престане да свети зеленото светло, односно кога ќе светне црвеното и кога ќе ни покаже дека нема веќе гориво. Јас мислам дека постојат многу такви различни црвени светла, црвени знамиња, многу крајпатни знаци, како сакате наречете ги. Меѓутоа, ние сме многу тврдоглави во својата решеност да истраеме, да успееме, да помогнеме, да спасиме, што не ги ни забележуваме тие црвени светла и црвени знаменца. Но, како и да е, на крајот приказната завршува исто. Исто како и кај автомобилот. Нема гориво, автомобилот застанува понекогаш и во гужва, каде што им смета на другите. Значи, кога ние ќе застанеме, веќе создаваме проблеми и на нашето семејство, на нашите најблиски, на тие одоколу, затоа што ние сме сега тие, безпомошните, на кои ни треба помош. А луѓето околу не се научени да ни помагаат, затоа што ние сме тие кои цело време помагале. И доаѓаме во една незавидна ситуација во која што дури им сме лути затоа што не сакаат да ни помогнат, заборавајќи дека ние не сме тие што бараат помош и дека можеби не ни знаеме како да побараме помош. Нити пак тие знаат да ни помогнат, затоа што сме живееле во свет во кој тие биле оние на кои што ние сме им помагале, а ние сме биле помагачот. И ние сега очекуваме преку ноќ тоа да се промени. Нема тоа да се случи. Кога ќе дојдеме веќе во таква ситуација, кога ќе се соочиме со тоа колку многу сме се истрошиле, колку залудно сме се дале, освен соочувањето со тоа колку сме безпомошни, колку сме исцрпени, колку ни е тешко, што само по себе е доволно болно, следува процес во кој што ќе чувствуваме голем гнев кон себе си. Зошто сме го правиле тоа? Зошто сме биле невнимателни? Како што вика авторката, глупави, а често и ние така се чувствуваме. Зошто не сме виделе? Зошто не сме сватиле? Па следува потоа ние влегуваме во улога на жртва, па сме разочарани, па сме тажни, па сите ни се виновни, па требало овој да ни каже, тој да ни укаже, оној да ни помогне. Најчесто дел од луѓето и ни го кажуваат тоа. Меѓутоа ние сме толку залепени за нашата улога, што не ги ни слушаме. Дури сме и горди на тоа колку сме ние моќни, како можеме сегде, се можеме да постигнеме, сегде да стигнеме. Јас сум таа која што сметаше дека е апсурдно да се спие повеќе од 4 сати, дека тоа е слабост, дека мене тоа не треба да ми се случува, дека животот е премногу краток и јас да спијам 8-10 сати. Дека животот е премногу краток за јас да се одморам. Сето време треба да биде активно, сето време треба да биде вложено, да биде потрошено на разни активности со разни луѓе. Дека треба да се дава и дава и дава, постојано се е тоа прекрасно, се додека ние знаеме и да примаме. Се додека имаме чувство за давање и за примање, а не само да даваме. И најчесто толку многу се блокираме, што ние веќе не знаеме да примиме и тогаш кога некој ни дава. Не го гледаме тоа, не го слушаме, не сме научени, не е тоа нашата улога. Се додека навистина не ни е потребна помош и поддршка. А тогаш најчесто мора да се свртиме кон себе си и во себе си, да ги најдеме последните сили што останале и да се решиме, да се договориме со себе си дека мора да продолжиме понатаму, дека избираме да продолжиме понатаму, да се средиме себе си, да си го средиме животот, да погледнеме поинаку од друг агол на се она што сме биле и правеле, а за тоа често е потребен подолг период, иако нашите амбиции понекогаш може да бидат многу нереални. А некогаш и со години ќе ги чувствуваме последиците од тоа што се случувало, ќе ги препознаваме, ќе ни се јавуваат во секојдневни ситуации, ќе ни тропаат наврата неповикани. Но како и да е, дури и да имаме кој да ни помогне, дури и другите да сакаат да ни помогнат, се додека ние не се соочиме, освестиме, одлучиме
да побараме помош, да направиме поинаку, да си го вратиме својот живот, својата енергија, своето здравје, да направиме некоја целина и од тоа ниво да продолжиме низ животот, никој не може да ни помогне. Се разбира дека е супер да бараме помош и поддршка, но во оној момент кога ние ќе донесеме одлука да си помогнеме, да ги обновиме своите сили, своите резерви и да го свртиме вниманието на себе. Затоа што ако сме добри за себе, здрави, полни со енергија, позитивни, независно што и да се случува низ животот, ние ќе можеме да бидеме добри и за другите. Не само да им помагаме, туку да бидеме со нив, да се дружиме, да разговараме, да се забавуваме. Ако ние сме толку истрошени, потоа немаме сили за себе, а па не за другите. А тоа често го забораваме. Било убаво низ искуствата ни животот да научиме следниот пат тоа да го препознаеме и да го видиме тоа црвено светло кое ќе почне да свети. Да не дозволиме како автомобил без гориво да застанеме токму во најголемиот метеж на пат, кој што во моментот ќе ни се гледа најдолгиот пат што го знаеме и што треба да го изодиме. Како да прекинеме на време? Најверојатно, искуствено, да учиме од искуствата на другите луѓе. Меѓутоа, за жал, моето искуство, искуството на моите луѓе околу покажува дека тоа не оди баш така. Ако не можеме да учиме од другите искуства, тогаш од сопствените искуства. Не мора секогаш да дојдеме до тоа ниво, до тој степен на истрошеност, исцрпеност, измореност. Да го слушаме своето тело, да ги препознаваме тие знаци на премореност, да не земаме здраво за готово, да не се убедуваме себе си, добро ќе ми помине, ништо не ми е, ајде уште денес, ајде уште утре, како што велам и во другото видео. Да ги слушнеме понекогаш и блиските, или да ги погледнеме, да го видиме изразот на нивното лице, нивните очи, што ни кажуваат. Понекогаш и не ни кажуваат, меѓутоа ни покажуваат дека не им сме толку многу потребни, дека можат и сами, дека ние ги ставаме на тој начин во улога на неспособни, со најдобри намери, ги правиме другите луѓе неспособни, немојкни, а себе си се ставаме во улога на тој кој знае, може, помага, дава, знае што е најдобро, што не е вистина. На сите може да ни се случи, ќе ни се случува најверојатно повеќе пати во животот, некогаш повеќе, некогаш помалце, ако сме во улога на оние кои даваат, помагаат, спасуваат, ако сме емпатични, затоа што емпатијата има и своја темна страна, како и се друго, може да биде многу корисна, меѓутоа може да направи и штета ако се заиграме, ако не ја исконтролираме, да се слушаме, да се гледаме, да не ги занемаруваме знаците на премореност, да го слушаме своето тело, да си дозволиме себе си да бидеме тука и за себе, не само за другите, и да можеме јасно и гласно, отворено и искрено да разговараме за тоа што очувствуваме, за тоа што ни се случува и на крајот на краиштата секогаш да побараме помош и поддршка без никаква грижа на совест. Затоа што луѓе сме, човечки е, на сите ни треба понекогаш помош и поддршка и во ред е да си го дадеме тоа на себе, како и да си дадеме време во кое ќе се вратиме кон себе, ќе се прибереме, ќе исцелиме, ќе освестиме дека ни е потребно да преземеме нешто, да продолжиме понатаму, поинаку, заради себе, заради другите, најблиските, заради сите оние кои толку многу ги сакаме и за кои сакаме да сме тука, за да можеме и понатаму да даваме. За да даваме, треба да имаме што да дадеме. Јас ви посакувам убав ден, ви посакувам да градите убави односи со блиските луѓе, односи кои што значат давање и примање, да бидете свесни за себе колку што може повеќе, да се слушате секојдневно, да разговарате со себе, да отделите време за себе, време за одмор во текот на денот и се гледаме во следното видео. Ви благодарам што сте тука, што ме следите, ставете лайк, subscribe, односно ставете ми се допаѓа и приклучете се на каналот. Ви благодарам за поддршката, се гледаме во некое ново видео со некоја нова тема. Ви посакувам се најубаво.